Вечерва на игралиштето Сокол, поп атракцијата од поранешните југословенски простори, групата Црвена јабука со целовечерен концерт ќе го отвори 6-тото Карпошово културно лето 2013. Ова е веста на денот, а во приложение следуваат и останатите содржини во урбаните вести. Поставен камен темелник на првиот објект во мултифункционалната зона Чоилија. Поликлиниката во Ѓорче Петров доби нов кабинет за оториноларингологија. Јавното предпријатие Македонски шуми издаде ограничување за откупот и собирање на плодови. Во мултифункционалната зона Чоилија во општина Петровец денеска беа поставени темелите на првиот стопански објект. Станува збор за изградба на логистички центар, инвестиција на компанијата Глобекс вредна 1 милион евра. До сега во Чоилија се продадени 65 парцели за изградба на индустријски капацитети. Остануваат уште 11 за кои од општината се надеваат дека набрзо и тие ќе бидат продадени. Денеска во мултифункционалната зона Чоилија во општина Петровец се постави камен темелник на првиот стопански објект. Станува збор за изградба на нов логистички центар, инвестиција на компанијата Глобекс Скопје вредна 1 милион евра. Објектот ќе се гради на површина од 7000 метри квадратни, а се очекува да биде завршен во првиот квартал од следната година. Во првата фаза предвидени се 30 вработувања, а вкупниот број на лица кои ќе бидат вработени се планира да изнесува од 350 до 400 лица. Министерот за транспорт и врски Милијана Киевски, кој денеска беше присутен на поставувањето на темелите, нагласи дека владата во соработка со општините постојано презема активности за урбанизирање на државно земјиште, за изградба на индустријски центри. Тој смета дека зоната Чоилија за 2 до 3 години ќе стане голямо градилиште. Има голем интерес за оваа индустријска зона. Градоначалникот паралелно ја гради инфраструктурата. Добро е што денес се постави камен темелник на објект кој ќе биде логистички центар. Инвестиција. Предстојниот 38-ми меѓународен фестивал Млад отворен театар. Покрај сцената во Фросина интервенции ќе има и во концертната сала, каде што ќе биде поставена фиксна сценска конструкција за светло и декор по целата таванска површина. Со неја ќе може да се поставуваат светлосни тела и декоративни сценски елементи за концерти и за други изведби, како што се представи, перформанси, мултимедијални настани и така натаму. Во МКЦ Евотек и целосна реконструкција на џебното кино. Замената на сценскиот под во салата Фросина, поставувањето на сценско-светлосната конструкција во концертната сала се дел од градежно-техничките зафати кои Младинскиот културен центар ги презеде последните години, со цел максимално ползување на сите просторни капацитети со кои располага, во функција на зголемување на програмските понуди на индустријата. По пауза од речиси 5 години во поликлиниката Ѓорче Петров денеска беше отворен кабинет за оториноларингологија. Благодарение на овој кабинет жителите од општина Ѓорче Петров, како и од околните општини, нема да мораат да патуваат до подалечените здравствени установи. А со тоа ќе се намалат и трошоците на поликлиниката. Ивана Митковска. Поликлиниката во Ѓорче Петров денеска доби кабинет за оториноларингологија по пауза од речиси 5 години, кога жителите од оваа и околните општини беа принудени да патуваат до поликлиниките во општината Карпош или до државната болница за само еден специјалистички преглед. Отворањето на кабинетот, како што истакна министерот за здравство Никола Тодоров, е овозможено со преминување на една докторка специјалист од приватното во јавното здравство. За прв пат по подолг период, дел од лекарите, благодарение на проектот на Министерството за здравство, за кое во тек и вториот оглас, пројавија желба да преминат од приватна во јавна здравствена установа. На тој начин се овозможува практично сериозно зголемување на обемот на услуги кои што ги даваме овдека во здравствениот дом во Скопје. Само во оваа поликлиника, како резултат на доаѓањето на оваа докторка, се овозможија креирање на 970 слободни термини за 35 дена за оваа специјалност. Потребата за овој кабинет беше значително голема, бидејќи патологијата зуво носи грло една од најчестите патологии како за детската, така и за адултната возраст. Со ова постигнуваме пациентот како ќе пристапи во поликлиниката од матичен лекар, од обработка, лабораториска анализа, клиничка обработка, од страна на кабинетот и другите специјалистички служби што се во поликлиниката, пациентот да добие комплетна обработка и терапија и едноставно да ги заврши сите услуги на едно место, најблиску према местото на живење.
Во здравствениот дом Скопје вкупно 13 специјалисти од приватното здравство преминале во оваа установа, а со тоа граѓаните имаат можност да ги добиваат услугите од секундарното здравство во близина на местото на живење, а во некои поликлиники, како што се на Бит пазар и во Драчево, ќе биде овозможено и специјалистичките кабинети да работат и двосменски. Министерот Тодоровски нагласи дека благодарение на новиот систем за електронско закажување, 51% од пациентите ја добиваат бараната специјалистичка услуга истиот ден. 20% се услужени веќе следниот ден, а останатите чекаат најмногу 2 до 3 дена по закажувањето. Тоа ја прави Македонија лидер во Европа по брзина и ефикасност на користење на здравствените услуги, бидејќи во дел од останатите европски земји за специјалистички здравствени услуги се чека и до 3 месеци, што се однесува до вториот оглас за преминување на специјалисти од приватното во јавното здравство, кој трае се до 28 август. Тодоров информираше дека досега аплицирале вкупно 75 специјалисти. Општина Ѓорче Петров почна со изработка на проектот за новата општинска зграда. Проектната документација се очекува да биде готова до крајот на годината, кога треба да биде ставен камен темелникот на новиот објект во реонскиот дел од паркот. За вработените во локалната самоуправа тоа ќе биде уште поголем поттик да обезбедуваат секојдневен високо квалитетен сервис на граѓаните според современите европски стандарди, истакнува градоначалникот Митровски. Целта на новиот проект покрај задоволување на потребите за простор е и инкорпорирање на технички решенија и високо квалитетни материјали, кои ќе обезбедат стабилност, сигурност и квалитетна финална обработка. Проектот за административниот објект предвидува подрумски дел, кој ќе се користи како паркинг простор и 2 ката. На приземјето проектот предвидува општи содржини кои ќе ги обслужуваат сите сектори и простори од јавен карактер. Кабинетот на градоначалникот, просториите за советот и за дел од секторите ќе бидат сместени на првиот кат. Предвидената корисна површина на административниот простор ќе изнесува 3600 метри квадратни, а објектот ќе биде целосно опремен по европски терк. Јавното предпријатие Македонски шуми, согледувајќи ја состојбата на предвремено собирање и откуп на несозријани плодови од модра смрека на теренот, издаде ограничување. Собирањето и откупот се одредува да започне на 1 септември и трае до 15 ноември 2013 година. Доколку се забележи прекршок собирачките дозволи од физичките лица, собирачи доколку собираат пред 1 септември 2013 година или утврдат неправилности при собирањето и евидентни штети на популацијата модра смрека, откорнување на цели стебла, сечење гранки, оголување на стебла, собирање незрели плодови и друго. Јавното предпријатие Македонски шуми информира дека забраната за откуп ќе биде изречена и на правните лица, односно фирмите ако откупуваат плодови модра смрека пред 1 септември оваа година. Истото важи и ако откупуваат незрели плодови, ако употребуваат несоодветна амбалажа и садови или нехигиенско чување и складирање на плодовите во откупни пунктови. Специјалната награда Златна камера 300 на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки во 2013 ќе ја добие водичката француска снимателка Ањес Гудар, која во 34 годишната историја на фестивалот е прва кинематограферка што ќе ја добие оваа награда за особен придонес во светската филмска уметност. Историската одлука е целосно заслужена, бидејќи Гудар поседува исклучителен опус од над 40 филмски наслови, снимени со еминентни француски режисери, од кои особено е важен двоецот со високо почитуваната режисерка Клер Дени. Всушност, Дени Гудар е еден од најплодните тандеми на две дами уметници, и по однос на креативноста и по однос на остварените филмски наслови, соопшти Интернационалниот фестивал на филмска камера еден месец пред почетокот на новото фестивалско издание.
Меѓу насловите на самостојната кариера на кинематографката Ања Згодар се Дом од 2008-та на австриската режисерка Урсула Мајер. Сите момчиња и девојки на нивна возраст од 94-та, со нишниот живот на ангелите 98-ма, во режија на Ерик Зоника и заскитани од 2003-та на францускиот режисер Андре Тешине. Ања Згодар е родена во 1951 година во градчето Дун на Ороншер, Франција. На почетокот студирала новинарство, но подосна се префрлила на филмски студии и дипломирала на престижната париска школа ИТХЕЦ во 1980 година. Фестивалот Браќа Манаки по 34-ти пат ќе се одржува од 14 до 20 септември во Битола и ќе биде отворен со премиера на македонскиот филм Соба со пијано на режисерот Игор Иванов Изи. Интернационалниот фестивал на филмска камера веќе го објави лауреатот на Златната камера 300 за животно дело во 2013-та, шпанскиот кинематографер Хосе Луис Алкаин.